Комплетирано осмото коло во првата македонска фудбалска лига, а оваа рунда ја продлабочи резултатската криза кај Шкупје кој има 8 порази толку над Перевре, кај Пелестер кој има 5 порази во низа, но и кај Работнички кој сега има 3 последователни порази. Тикфер со 2-1 на домашен терен триумфираше над Македонија Ѓорче Петров, со што тимот од Кавадарци стигна до своето второ славие, а пак лавовите запишаа пети сезонски пораз. Арсими обезбеди домашна победа над Фенерџијата Шкупје со убедливи 4-2, со што дебитантот од Чегра на своето конто има 8 бодови, а пак тимот од Чаир од коло во коло само ја продлабочува резултатската криза и останала закован на ното од табелата како единствен тим без освоени бодови. Силекс нанижа трет пораз во низа, откако картовскиот тим загуби на гостувањето во Тето од шампионот Шкендија со 2-0. Сега Силекс е четврти со 15 бодови на своето конто, а пак Шкендија се изравни на врвот од табелата со Вардар со по 20 бодови. Работнички е далеко од тоа што го играше минатата сезона, а во рамки на осмото коло ја загуби голијадата од Бреера Струмица на домашен терен со 3-4. Па така Струмичкиот тим забележа трета сезонска победа и со 11 бодови на своето конто значително помогна од опасната зона и се проби во средишниот дел. Роматичарите со 3 порази во низа за вкупно 6, со едно реми и една победа, имаат 4 бодови се предпоследни на табелата. Пелистер влезе во длабок резултатска криза, откако нанижа 5 порази во низа, а последниот беше на гостувањето кај Струга Тремлум, каде Битолчени загубија со 2-0. Стружени сега се осамени на врвот од табелата, а Пелистер во опасната зона за испаѓање во втора лига. Единствениот меч од осмото коло кој заврши без погодици беше тој во Куманово, каде Башкими Вардар ремизира играјќи 0-0. Над преворот го одбележи инцидентот со еден млад навивач на Башкими кој падна од трибината на теренот, но веднаш од фудбалски клуб Башкими информира дека е во добра здравствена состојба, откако раководството на Кумановскиот прволигаш го посети во болница. Во однос на самата табела Струга е на врвот со 22 бодови, потоа следува Вардар и Шкендија за делба на второто место со по 20 бодови. Силекс сега е четврти со 15 бодови, а бод помалку има Башкими кој е пети на табелата. Двоцифрен број на бодови има и Бреера Струмица, кој има 11 бодови за шесто место на табелата, а пак Македонија Ѓорче Петров е на седмата позиција со 9 бодови. Во бара зоната за опстанок во првата лига Арсими и Тикфир со по 8 бодови. Пелестер е 10 со 6 бодови на своето конто. Работнички е предпоследен со 4 бодови, а на ното без бодове Шкупје.